Јас сум Јалче Неджипов, инаку сум работен во општината, немам прашање до градоначалникот, но од произнесените коментари сакам да дадам насоки како постапуваме ние, што мислам дека не е само должност на нас да постапиме, туку е должност на сите овде што седат денес и надвор што се сите, буквално. Реално, ако збореме за сообраќајот, ние сме иницијатори на повеќе средби со командирите на полициската станица. Од нивна страна, која ќе размислете, дека немаат гориво за возилата, тоа е нивно излагање јавно, дека немаат возила, дека немаат кадар, доволен број, тогаш каде е прашањето? Дали безбедноста ни е нарушена само од заедницата или институциите не се спремни да одговорат на тие барања? Тоа е констатација од полициската станица што можам да ја кажам пред нив, односно пред командирот, началникот на полициската. Тука имаше добар заклучок донесено од страна на Советот, што за жал државата не сака да размислува за Кочани, каде што Советот на општина Кочани бараше да не е ОВР Кочани, туку да е сектор. Бидејќи ние сме под штип, имаме голем број на граѓани кои се партиципираат на овој дел, односно Кочани, Чиново, Облешево, Зрновци и останати околини. Тоа е во делот на безбедноста на сообраќајот. За делот на узурпација на возилата, општината, ако може градоначалник да кажам, дека ние и дадовме и според и од Советот имаше донесена одлука за парцела каде што можат да ги хаварисаните возила да ги употребуваат, таму се оставени и веќе нема дополнително место за такви возила. Ние како општина, односно сообраќајниот инспектор се труди и во скоро време ќе има идеен проект за цело Кочани за сообраќајот, особено за плоштадот, на така наречен плоштад пред општината, каде што ќе има и наплата и мислам дека на еден начин ќе го решат проблемот. Реално проблемот во сообраќајот не е само од ромите, тука мора да кажеме дека имаме и малолетници што возат и мотори и други работи, не навлеземе во етнички, туку целта не денесниот состанок, мислам ако го водиме само спрема одредена категорија на граѓани, мислам дека ќе сгрешиме. И тоа мислам дека не ни е цел на никој. Туку целта е како ние да најдеме начин да не збореме роми, да не збореме македонци, туку да кажеме одредени лица кои го прават тоа. И од овде медиуми нема, но секогаш ја апелирам, кога ќе ги напишат насловите, ќе ве молам да не напоменувате роми или во ромското мало, така наречено. Ромското мало има улица, се вика Стамен Малов или Шукри Шаин и лицето е сторител тој и тој, не сум сторител јас. Ние се донесуваме во таква ситуација што понекогаш ќе треба да се организираме, да направиме некои протести што не би сакал никош да ги направам и не би дозволил во Кочани да ги има. Но понекогаш емоциите не ти дозволуваат да застанеш овде, бидејќи има 2000 роми, а прекршок прават 50 и во тие 50 кои ќе направат прекршок, ние сите 2000 сме ставени во ист кош. Мислам дека тоа треба да биде затворен муавет тука. Освен тоа, што прават невладините организации, градоначалникот многу добро знае дека оваа година ние работиме турбо. Никош не сме работиле така во Кочани и Светла иднина и Авена, сите организации работат. Значи оваа година имаме добиено грантови, благодарение на УСАИД, благодарение на Ромалитико, што со тие грантови влегуваме во акции каде што бетонирање на улици, асфалтирање на улици, зачување на животната средина и ред други работи. Јас би застанал овде, ќе ги слушам колегите и би сакал, бидејќи малку доцнев, се извинувам, да ми ја доловите вашата цел која е денес, бидејќи јас ја испуштив, ама сакав да вратам на коментарите што ги има колегите.